Аве, жени македонски, души тие на пате, кузна и шо имате врвено во живот. Значи, откој почнав овие домакинските муавет. Абе, дошо ме сретна жена без разлика или повозрастна или помлада, сите стие муавет ми го прави. Правос! Значи, алалда ти, се шо кажеш во правос. Мажите треба да помага, а не конеј мојо. Ако е тој незинио во близина го слушаш брчиото. Пошто во јавност ме сваќаш, не сме речи ништо, ама затоа дома ќе го имат муаветот ти. Ич ти да не се секире. Јас те вие што се смеам, не е за смеење работата, стаков сум како човек. Оти какви ги има, еве ги гледаме јавно. Пијат, малтретираат дома, фамили, жени, деца, куќи, станови, ќе палат, не знам што ќе прават. Јас море човек немам да го разберам тоа. Како може некои луѓе децата сопствени си ги малтретираат ма? И воопшто да малтретираш било кој. Ама децата сопствени мора од тебе нешто што излезе. Страшна работа. Едно време такви работи само по филмови гледавме и читавме по книги, по вестници. Еве ти сега меѓу нас не за друго од многу филмови гледање. За како тргнало се помалце домакини, а бога ми домакин. Затоа си викам да маниме уште една епизода домакински муавет. Што би рекол en комшија тука не е на измен, а бога ми на одмет. Ајде бате, пуштај на шпица и одим. Еса, на времето, луѓето учеле како да бидат домакини или домакинки од фамилијата сопствена. Еса, добро, некои учеле како треба да бидат, некои учеле како не треба да бидат, пошто нели никој не бираме во што фамилија ќе се падниме, така? Јарно, ама претежно сите живееле во една куќа, некој дури во една соба цел живот. Сакаш некиш ти ќе гледаш што се дешава, ќе попримиш по нешто, ме сваќаш. Затоа на времето викале, ако сакаш да видиш каква е жената, види каква е мајка. Исто и за мажите, нормално. Ако сакаш да го видиш каков ќе види го татко. Арно, ма денешно време не мора да значи. Не да не мора туку обично и не е така. Оти ќе речиш. Оти некако како да се изместија сите стандард. Некако се е однопак. Многу пати можеш да видиш родители вредни, културни, фини, воспитани сите марифети. Децата ич муаве да не правиме контра скроз. А бога ми можеш и обратно да видиш. Родителите кои видиш ќе речиш Боже Господе, те какви се децата? Децата ќе излезат некои воспитани, културни, учени. И тоа е нормално. Како што имаме речено и претходно, сите сме различни, сите различно ги перцепираме работите. Истата ситуација различно делува на различни луѓе. Некој го му се случи нешто полошо, паѓа во депресија и готово, тука светот заврши. Некој паѓа, станва, се треси, продолжува понатаму и прави нешто поќе од ситуација. Што значи дека домакинлукот не е нешто што ни е нас вродено, туку се особини што се учат. Што секој може да ги научи. Само дали воопшто некој сака е прашањето. А тоа е најмногу заради таа пуста западњачка пропаганда. Сите сакат да бидат слободни, свои, силни, самостални луѓе. Само ако може да не ги прават сите работи што треба да ги правиш како силен, самостален човек. Ама добро. Ти порано имаше некој ред. Помладите ги слушаја по старите. Без разлика кој бил поучен, кој имал поголемо школо, искуството си го прави своја. И кој се работело за животни лекции, постарио секогаш знаел да кажи поќе од помладиот, иако помладите секогаш мислат дека се знае. Јарно, ама денешно време бе бате, никој не прашва дома, пошто ќе си го прашаш чат GPT, така. Како се вари граб? И чат GPT ќе ти каже рецепт за граб. Во лонецот ќе туриш толку вода, со толку ова, толку она, ќе ти го направи. Абе да кабели рацете ќе пушти, ќе го направи. И после ти чуди се, оти седнуваш, јадиш граф и брокула излегва од нате. Оти чат GPT го има правено, зато брокула излегва. Зато јас си барав жена што знае граф да направи мора. Вие мислите под присила тука стојам, ја фалам жена. Не бе ватули. Ја бива едноставно, што да ви прави. Се до душита знае да го праша чат GPT, јас не викам не, ама за вакви работи ја ќе се јави кај мајка му, ја ќе се јави кај мајка. Пошто сигурно чат GPT не знае поубав граф да направи од некој што го варел тој граф во 100 години. Јарно, ама денешно време луѓето се 90% испокарани измеѓу себе. И то збора мајки, керки, татковци, синој, камоли па со снај све крви, зетој дедовци така натам. Какви ги има неќијат очи да си видат. Порано кај смееше ти се скараш со све крвата. Не смееше, писни. Ао какви беа машите порано, за мама ќе речиш нешто ти. Не дај Боже. Ерес, замисли ти чупе младо, влегваш во некоја нова фамилија комплет, два пати ги имаш виден. Еднаш на веритба, еднаш на свадба. И само влегваш дома и јадет било све крвата сната од ќумецо или од не знам што да ја манела со глата 3 пати за да слуша. И не дај Боже да не слуша. Како ти кај кралицата ќе влезиш сега и ќе кажваш нешто? Неба што да кажваш. Таму свекрва друга владеела и само дојде време на оваа свекрва да владе, има да владе и бате. Зато реков на почеток, кутри жени кузна и шо имат врвено во живот. Еса има и свекрва, има некои што се добри луѓе, не може да речи. Арно, ама бате, ако ти се погоди некоја свекрва, то здравје си уноси. Суф ти е грав. Јонче мој течен го са. Ништо не ти чини. Тешто. Чуј, ова не е грав. Да не се знаело.
нема ништо да се направи. Колку месо кладе во мусаката? 500 грама. Печо направи мори невесто. Војската да не араниме. Ами се знае мусака 100 грама месо ке начукаш поке компири да има. И малце водичка, клач со леп вака да се мака, да се најадат луѓе. Оти со леп се најадат и месото не најадва. Леп да се намакаш 10 лева денес да си изедат да се најади. Па, шо ке беше? Еше наго ќе ја послуша други опат ќе клај 100 грама месо. Не, шо е ова? Месо ни за взад, ни за вгрло. Ништо не знаете. Ништо. Јова не е ништо. Какви приказни има од жени шо имат пропатено низ дом. Тоа е нешто страшно. Ама зависи и како ќе му се погоди невестата многу пат. Новите генерации не се како старите шо ќутеле шо трпеле. Како знаат тие, ти ќе му речиш 100 грама месо, други опат кило ќе ти клај. Само ако ти чини, ако не ти чини, биди здрава жива. Што така се нервира, ти нервирај. Ама најако од се што секој пат кој влези невеста во некоја куќа, родителите на мажо мислат дека невестата го команда сега готов. Не беше тој ваков. Не бе. Таја вака му прави. Тој како беше културен, фин, воспитан. Сега не може да му проговори. Како ќе речи таја така. Ние напред слушавме. Сега таја, тој на. Ми го зеде детето, ми го запусти. Не го запусти. Утро детето на мамичка 40 годишно му го зедоја. Чубо 40 години мамичка си го гледаше, сега му го зеде некоја леле. Синкир син му со мајка му цел живот треба да живее. Ама не вече има некои луѓе што се така си имат врзано в крпче. Тоа е некој чуден феномен, ми се чини само кај нас го има. Горе во свето се знае. Децата никој не се тука дојде ни по нивна желба. Дојде ни се по желба на родителите. Значи ако си го родил дете, би требало да го одгледаш и да го воспиташ како што треба да биде. Како и да биде после да го стани возрастна личност, ти треба да си тука да му помагаш него. Не тој тебе да те гледа. Како рековме претходните емисии, како било напред не е бит. Назад не е напред по. Да треба напред да гледаме, вистинскиот напред. Ти нормално дека фамилија треба да ги гледаш, родителите што ќе му прави. Ама и родителите како родители треба да гледат да не бидат притисок и товар. Ама на времето тие ги гледале нивни баш заради тоа. Ти знаеш најубаво каков товар ти било те. Зошто ги малтретирате младите се? Нормално е дека треба да ве пазат, да ве гледат, да бидат тука. Ама не може под носо да ти биде цело време на мама детето. Значи полека малце со тие синџирите, лавајте ги малку. Не е поентата секоја генерација да врви низ истото што врвела некоја претходна генерација. Поентата е да се оди нанапред, на поубаво. А како да се оди на поубаво знаат само прави домакини и домакини. Се друго е неуспешен обид за домакин. Мисля, мене ми најдат. И што е уште побитно, како што рековме претходно, домакинството не е нешто што ни е вродено, туку е нешто што се учи. Са некој го учи од најмала возраст, ама можеш да го научиш и на поголема возраст. Малце потешко е, знам. Кој се напрегува, се оформи еден табиет, особено кој чурук табиет, многу тешко е да научи нешто, ма не е невозможно. Се учи, се прави. Само треба човек да сака да знае. Мораше во Рима да го направам. Да не речите оваа заборај музика. А би било многу поубаво и полесно кога луѓето би се учеле уште од мали што е правилно, што не е, што е домакински, што не и така натаму, да се воспитат како што треба. Ама знаеш како? Кој те прашва бе бат? Ти после ќе се чудиш оти кога ќе пораснат, ти сакаш тогаш да кажваш да паметуваш, ама тогаш никој не те слуша. Што ќе те слуша тебе, кога рековме, ChatGPT ќе си го праша. Технологијата е толку замината напред, има толкава разлика генерацијски, што полој на луѓето што слушаат видеото немат појма што е ChatGPT. Ама зубозарно нека е. Јас што му викам? Што ќе опрашваш ChatGPT? Прашај ме мене жимити. Значи кога извам јас некој збор од нафталин, тоа е. И мислам нека доста е домакински муавети за денес. Са додуша до другата епизода може ќе ми притекни нешто, не викам не. Ама за сега мислам дека доста е. Вие останете си на нашата програма на Вистинска телевизија. А со мене се гледаме наредна епизода. Поздрав и имајте убав ден.